Ваша екселенцијо Дирк Јанкон, амбасадор на Кралството Холандија, почитувана обвинителка и раководителка на Task Force-от Гордана Смаќовска, почитувана Сонја Божиновска, Петрушевска шеф на канцеларијата на ИОМ, почитувани експерти, почитувани присутни. Сите ние кои што ќе говориме сега, после излагањето на министерот и на почитуваниот амбасадор, сме ставени во малку потешка позиција да кажеме нешто што не е кажано. И јас ќе се обидам да не го читам говорот, туку ќе се обидам да кажам нешто што досега не беше кажано, а исклучиво од позиција на национален координатор на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и легална миграција. Ми е чест и задоволство што ќе имам прилика денеска да зборувам пред вас и сакам да го свртам вашето внимание на фактот дека никаква декларативна реченица, никаков декларативен знак со кој што би сакале да покажеме како го третираме, како ја третираме оваа борба против трговијата со луѓе и легална миграција, немаше да има толкова сила и немаше да биде толку очигледна како присуството на луѓето кои што седат на оваа маса и кои што денес одлучија да ви се обратат и да ви ја потенцираат вашата улога и да потенцираат како тие, односно ние, гледаме на она што вие го правите, на обуката и на потребата да се усовршите во борбата против трговијата со луѓе. Затоа сакам на почетокот и да се заблагодарам на нашите партнери, кои што ги имаме повеќе во Националната комисија, меѓутоа, иако е невообичаено да правите степенување, заради тоа што партнери се партнери, сите се еднакви, морам да ја истакнам позицијата на ИОМ и енергијата и заложбата која што ја прави ИОМ во помагањето, во организирањето на чекорите и усовршување на работата на Националната комисија и на проектите кои што ние како Национална комисија и Министерство за внатрешни работи ги правиме. И во тоа мноштво на проекти во кои што ИОМ не поддржа, можам да издвојам неколкуте стратегии за борба против трговија со луѓе, вкупно се 5 кои што ги донесе комисијата и акциони планови, во кои што ИОМ имаше огромно влијание. Тука е заложбата на ИОМ да ги искористиме искуствата од меѓународната соработка со другите национални комисии. Србија, Хрватска, веќе сме на пат да соработуваме и со Грција, во однос на користење, односно имплементација на проекти, воведување на проекти кои што се покажаа успешни во регионот. Така дојдовме до формирање на Task Force-от, така дојдовме до формирање на мобилните тимови, така сега имаме заклучок дека треба да го зголемиме бројот на мобилните тимови. Така остваривме соработка во бројни обуки и експертизи што ги направивме на групи, таргетни групи од мешан национален состав. Заради тоа што борбата против трговијата со луѓе и легалната миграција подразбира два инструмента, два дела. Едниот е дека морате да ги впрегнете сите кои што имаат било каква улога, односно кои што можат да допринесат во борбата против трговијата со луѓе. Сите институции, сите органи, сите организации. А вториот е дека не смеете да оставите празен простор. Не смеете да оставите гап, заради тоа што модус операндито, вие тоа најдобро го знаете, на трговците, на криумчарите и на оние кои што ги прават овие кривични дела, успешно се прилагодува и ги искористува сите гапови и сите пропусти кои што ние ќе ги направиме. И морам да кажам дека во оваа борба мораме да работиме заедно, и обвинителството, и сите државни органи, сите институции, и да ги пополниме сите празнини, да не оставиме простор да се инфилтрираат било какви девијантни појави што можат да допринесат на раст на трговијата со луѓе и на последиците од трговијата со луѓе. Имаше една интересна изјава, пред известно време ја слушнав, а тоа е дека
трговците, криумчарите на мигранти можат да го вршат кривичното дело сами. Ама ние, државата и институциите не можеме да се бориме против тоа сами. Нас ни треба заедништвото за да ги победиме нив кои што некогаш делуваат и сами. Во тој контекст морам не само да го спомнам значењето на ваков тип на обуки, морам да кажам дека како Национална комисија и државата и Министерството за внатрешни работи работевме интензивно на подготвување и на нормативната рамка која што ќе обезбеди добра нормативна, правна, легална основа за да може да имаме поголема ефикасност во борбата против трговија со луѓе. И да не должам измените на законската регулатива во смисла на поострување на казнената политика, во смисла на внесување на нови одредби во кривичниот законник кога се работи за казнување односно за трговци на деца, носењето на подготовката кој што е веќе во фаза на донесување на законот за обештетување на жртви од насилство, кај што посебна позиција има и обештетувањето на жртвите од трговија со луѓе, сето тоа говори дека државата и институциите го менуваат, го пооструваат, го интензивираат курсот за борба против трговијата со луѓе. И на крајот би сакала да завршам, иако може на оваа тема многу да се зборува, би сакала да завршам дека кај го гледам најголемиот бенефит од ваков тип на обуки. По моје лично мислење, најголемиот бенефит е во првата фаза. Во фазата кога се прави идентификување на жртвата. Еден од најголемите проблеми што го имаат земјите секаде во регионот и пошироко е моментот на идентификувањето. Од тука почнува се. Грешката што ќе се направи во идентификувањето не може да се поправи и со највисоката казна, затоа што фактички вие ја губите можноста да го казните оној кој што и го извршил делото заради тоа што не сте ја идентификувале или ненавремено сте ја идентификувале жртвата на трговија со луѓе. На крајот јас би сакала да завршам со реченицата дека денес сме исправени пред уште поголем предизвик. Тоа е украинската криза и просторот кој што го создава украинската криза заради големиот бран на мигранти и опасноста која што произлегува од аспект на трговијата со луѓе. Тоа значи дека ние како министерство, министерот и сите ние кои што седиме на оваа маса и кои што нормално не ги представуваме сите институции и органи кои што се борат против трговијата со луѓе, меѓутоа сме решени сите ние како институции и како држава да продолжиме и да ја интензивираме со помошта на меѓународната организација и со помошта на нашите партнери како и досега. Благодарам и ви посакувам успешна работа.